денеска ќе се запознаеме со некои конкретни мерки и ние и бизнис секторот со она што владата и Министерство за труд и социјала понудува како можни мерки за позголемено вработување, за можност за преквалификација, кои се условите за млади луѓе да добијат шанса за да можат да ги искажат своите креативни потенцијали. Општина Струмица секогаш се разбира поддржувач на такви иницијативи, има добри пракси и до сега. Веќе има некои конкретни проекти кои што сме ги заедно со Министерството и со владата и со новите можности кои што се нудат, сме ги спроведувале, така да еве и денеска ја искористивме оваа средба со Министерката за труд и социјална политика, повеќе сегменти и не само овој за потенцијалите кои што ги нудат новите законски решенја за да можат нашите млади луѓе да најдат шанса во својот живот за да можат да работат. Разговаравме и од сферата на социјалната политика за некои можности кои што ги сакаме да ги имплементираме и кои што на некој начин ни беа некоја заложба, еден проект кој што ние го именувавме како Струмица грижлив град во областа на палијативната нега, во областа на посета на луѓе кои што се немокни, кои што се во поодмината возраст и кои што имаат потреба од нега. Практично на некој начин да го олесниме нивниот живот, да го олесниме нивната улога во нашето општество и мислам дека разменивме добри искуства, разменивме добри идеи, веднаш се зафатуваме со решавање на овие проблеми и мислам дека набрзо ќе има конкретни решења за пристапот кон овие луѓе. Тоа е еден сегмент кој за мене, еве сега го потенцирам, бидејќи слушнавте пред малку детално за другиот дел од нашата денешна активност и сметаме дека можеби на тој начин со вон од институции ќе го решиме овој проблем или ќе го олесниме овој проблем, што за мене е посебно некој посовремен или поубав пристап на оваа проблематика.